Почитувани, време е да ве поздравам и овој пат од студијата на Нова и да ви посакам убав петочен ден и секако да се дружиме и овој пат со Нова Бес. Еве што ви подготви нашата екипа. Стартуваме со една преубава кратка репортажа која се надевам на кратко ќе ви помогне да отпатувате во еден од најбавите градови во Шпанија. А станува збор за Барселона. Уживете во прилогот на Габи каде се спојуваат старото со новото, грубото со финото, уметноста со спортот. Пролета е одлично годишно време да се посети една од најатрактивните европски дестинации. Место каде што се спојува старото со новото, грубото со финото, уметноста со спортот. Зборуваме за Барселона. Метрополата Барселона е една од најжешките дестинации во Шпанија. Место полно со шарм и уште попознат како градот кој не спие. Тој е втор по големина во Шпанија и е главен град на областа Каталонија. Барселона има богата историја, традиција и различни културни влијанија. Овој град од секогаш не изгледал вака. Неговата трансформација и развој започнала во 1992 година, кога бил домаќин на Олимписките игри. Градот има 7 плажи со вкупна брегова површина од 4,5 километри. Плажите Сант Себастијан и Барселона се најдолгите и најпосетените. Листата на места кои задолжително треба да се посетат доколку престојувате во Барселона е многу долга. Започнете со едно од најзначајните архитектонски зданија, Саграда Фамилија. Ова е дело на архитектот Антони Гауди, но не е единствено. Низ градот може да се сретнат многу знаменитости чиј создавател е токму тој. Саграда Фамилија е црква која се гради уште од 1882 година и до ден денес се финансирана од приватни донации. Предвидено е да биде комплетно готова до 2026 година. Следно на листата е Бари Готик или Готскиот кварт, кој е еден од најстарите делови на Барселона. Тука може да се заборавите од разгледување на интересна архитектура, но и да ја почувствувате носталгијата по средновековната Барселона. Тука може да направите кафе пауза. Во овој кварт се наоѓаат и голем број на кафулиња и барови. Но исто така може да направите и шопинг, бидејќи токму таму се наоѓаат продавници од познати брендови. Карактеристично е што градбите во овој кварт се прогласени за светски културни споменици. Барселона има 68 паркови, меѓу кои најголем е парк де ла Куитадела, каде што се наоѓа зоолошката градина. Најпознат пак е паркот Гуель, дизајниран од Антони Гауди. Туристите секогаш инсистираат да го посетат овој парк, иако е многу помал од останатите, но има повеќе дух, креативност, уникатност и убавина. Листата на места кои треба да се посетат во Барселона е навистина долга. Не пропуштете да го посетите музеот на Салвадор Дали, каде има најширока палета на дела кои ја опфаќаат уметничката кариера на овој уметник. Потоа куќата Батљо, дизајнирана од најпознатиот шпански архитект Антони Гауди. Не се пропушта ниту едно од најголемите пристаништа во светот, познато како Шпанска Венеција, лоциран на брегот на Гриона, на околу 150 км оддалеченост од Барселона. За
За љубителите на спортот, светиот храм на фудбалот Камп Ноу е задолжителен. Домот на фудбалскиот клуб Барселона со капацитет од 99.354 седишта, најголем стадион во Европа и 12-тиот по големина во светот. Она што не смее да го пропушти понежниот пол е шопингот во Барселона, во огромните трговски центри каде се наоѓаат продавници од најпознатите шпански, но и светски брендови. Барселона нуди вистинска можност за шопинг, посебно во периодот од почетокот на јули до крајот на септември, кога има големи попусти и распродажби, а цените се намалуваат дури до 70 и 80%. Никогаш нема да ви биде здодевно во Барселона. Секогаш ќе има што да правите, посетите и видите. Место кое го ставаме за крај, но тоа не значи дека е помалку важно. Тоа е пазарот Ла Бокиера, еден од најпознатите во светот. Доволно ве предизвикавме да посакате за момент да се најдете во оваа метропола. Ако е така, чекирајте го вашиот билет и уживајте оваа пролет во убавините на Барселона. Се враќаме во студио, останете со Нова Без. А компанијата Virgin на Ричард Бренсон купува 10 суперсонични авиони. Тие се со капацитет од 55 патници, а ќе летаат за само 3 часа и 15 минути од Њујорк до Лондон. Погледнете во прилогот. Американскиот стартап кој го развива наследникот на познатиот авион Конкорд минатата недела објави дека веќе постои купувач за својот производ. Компанијата Boom Supersonic од Денвер добила инвестиција од $33 милиони кои ќе бидат доволни за финализирање на развојот на патничкиот авион X-B1 во следните 5 години. Авионот ќе може да достигне брзина од 2300 км на час, што е побрзо и од капацитетот на англо-францускиот Конкорд, кој за последен пат леташе во 2003 година. Овој авион беше представен во 1976 година, а можеше да лета со брзина од 2000 км на час. Но новиот тип на суперсоничен авион ќе може да стигне од Њујорк до Лондон за само 3 часа и 15 минути, што е 2 пати побрзо отколку сегашните 7-часовни летови. Покрај тоа авионот на Boom Supersonic ќе може да лета на значително поголема висина од вообичаените авиони, односно на 18.300 метри во воздухот. Од компанијата велат дека од оваа висина може да се забележи закривеноста на земјата, што се однесува до капацитетот на патници, авионот ќе може да прими 55 патници, кои ќе може да уживаат во погледот поради големината на прозорците на авионот. Основачот на компанијата Блейк Шолт признава дека суперсоничните летови имале ограничен успех, а причината за неуспехот го гледа во високата цена на билетите. Повратниот билет со Конкорд достигнувал и цена од $20.000, поради што новиот суперсоничен авион ќе лета по цена која ќе биде четвртина од оваа. Шолт смета дека ваквата цена е достапна со оглед на тоа дека напредокот на технологијата значително ја поевтини изградбата на суперсоничните патнички авиони. Кога првпат беше представен суперсоничниот авион, луѓето зачекорија во таквата ера пред да поседуваат ефикасна технологија, истакнува тој. Освен линијата Њујорк-Лондон, компанијата размислува да воведе и линија Сан-Франциско-Токио и Сиетл-Шангај, а подоцна и други линии на оддалеченост од барем 2000 километри. За моменталната верзија на новиот суперсоничен авион интерес пројави авионската компанија Virgin на британскиот милиардер Ричард Бренсон. Компанијата има опција да ги купи првите 10 авиони по цена од $200 милиарди по авион. Сега дзирнете во магичниот свет на Аватар во Дизниленд. Наскоро се отвара Пандора, магичен свет на Аватар, што значи проширување на кралството на Дизни. Уживајте во продолжение. You should not be here. Go back. All this is your fault. I need your help. Дизниленд наскоро ќе го отвори Пандора, магичниот свет на Аватар, кој представува големо проширување на кралството на Дизни, чие отворање на 27 мај. Новата атракција ќе вклучува возење низ биолуминесцентните дождовни шуми, прошетка низ лебдечките планини и многу други мистериозни искуства.
Патувањето низ Пандора ќе заврши со средба на Нави Шаман, кој испраќа позитивна енергија во шумата преку незината музика. Боб Чапек, председател на Дизни паркот, вели дека новата атракција представува чекор напред за целото одморалиште на Флорида. This is our land! Почитувани гледачи, ви благодарам што бевте со нас. Останете па најатаму да се информирате на нова.